Замислете си едно место во кое минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе го разубавила и облагородила. Тука старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и современиот живот, па така сплотени представуваат една успешна приказна која во себе ги содржи сите врвни услови за живење и работа. Карпош од секогаш имал препознатлив имидж, своји обичаи бил поинаков. Специфичен е по културата, традицијата, но и по навиките и однесувањето на карпошовци. Не е тајна дека токму ова место е едно од најпосакуваните за живење. Жителите знаат да препознаат и да валоризираат нешто што се гради со љубов. Во последните 5-6 години, овој дел од Скопје почна неуморно да се гради, да се создава нов, современ лик на модерна општина. Имаше многу приоритети, но најважно од се беше решавањето на инфраструктурните објекти. Сакајќи секогаш да излезе во присред на граѓаните и нивните барања и потреби, градоначалникот Јакимовски отпочна проекти за изградба на 4 плоштади. И тоа кај млечниот ресторан, Педагошката академија, во Карпош 3 и најновиот и најголемиот во Влае. Пред неколку години ова беше обична ледина, а денес гордост не само на жителите од Влае, Карпош, туку и на целото Скопје. Жителите од Влае со натрпение го очекува овој момент, да добијат место каде ќе можат да го минуваат своето слободно време. Тука ќе се роди нова љубов, нови познанства, детски игри. Стефчо Јакимовски пред само една година со многу жар и енергија зборуваше за ова парче земја. Ова е плоштад за граѓаните на Влае 1 и Влае 2 со вкупна површина од над 3.500 метри квадратни, каде што ќе има фонтана, ќе има хортикултурно уредување, ќе има павер елементи, ќе има нова урбана опрема, прекрасно осветлување и каде што е планирано исто така изградба на црква. Цената ќе биде некаде околу 500.000 евра. Сметам дека е добро да овој простор овде го зафатиме со едно вакво извонредно решение кој што ќе можат граѓаните од овие две населби да можат да уживаат во текот на пролетните, летните и есенските денови, како и сите останати убави денови во годината. Денес, кога стоиме на ова тло од 6500 квадратни метри, се движиме по павер плочите, кои се направени од вулкански камен. Се восхитуваме на огромната зелена површина, облагородена со над 10.000 разни цветни садници. Може да се одмориме на една од 20 клупи, да ја изгасиме жетта, а нашите деца и внуци ќе се забавуваат во катчето наменето за нив. И за хигиената се водело грижа. Поставени се модерно дизајнирани корпи за отпадоци. Ноќта ќе биде претворена во ден. Тоа ќе го возможат канделабрите кои одлично се вклопија во целиот амбиент. Напред, Делфина, ќе успее. Исправи се. И она што е најважно, а секако го зазема централното место, е фонтаната, посветено на спортската легенда и почесен жител на општината, Атина Бојаджи. Ни се допаѓа како изгледа, сето тоа е убаво, прекрасно, да се продолжи да се одржава чистотата и понатака. Многу е убав и треба повеќе да има клупи за пензионерите да си седа. Ви се допаѓа плоштата што се прави сега? Многу ми се допаѓа. Па, што нема зграда тука, да не го затвара просторот овде каде имаме добра вентилација и
Еве сега кога ќе го отвориме ќе видиме колку е убави, но натре уште не сме. Нема што да збориме, немаме зборови, од убаво по убаво е. Се обидовме да ви го доближиме ликот на новиот плоштад во Влае. Сепак, тешко е да се опише со зборови. Дојдете, видете и уверете се во убавината на ова место. Сето ова, локалната самоуправа го направи за своите карпушани. Општина Карпош е символ на вечниот порив за напредок и развој, слика на спокоен соживот меѓу луѓето и најдобар доказ дека кога се работи со љубов и посветеност, може да се достигне вечниот идеал за место во кое насмеаните лица се дел од секојдневието.